Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Незблаговоленија Божија предображение и человеко спасенија проповедание. Храм je Božji jasno djeva javljajeća i Hrista всем предвозвещает. То и ми велегласно возопим. Радуйся, смотренija зиждителева, исполнени. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Не знам како да кажам. Два големи настан, кој е голем празник, во секој случај, за многу години ке. И вториот настан, навистина, верувајте ми, овие 24 часа се обидувам некако да се воздржам, али посебно од мене. Нека почива во мир, само толку можам да кажам. Имајќи факт дека после Монструм 1, кој му добил зелено светло, се случува Монструм 2. Имаме истата приказка, исто сценарио. Дали се авторите исти? Очекувам да превладува разумот, вели дека човек на човека е звер. Но ваквото зверство, не знам дали може да се дефинира. Почитувани, емисијата треба да ја реализираме со оглед дека навистина споделуваме, сожалуваме, сочувствуваме семејствата за починатата Вања и секако починатиот наш македонец од Велес, Жежов, нека почиват у мир. За вечера, почитувани, ја реализираме емисијата повторно со Жан Станоевски, мој драг пријател, го поздравам. Тој е во другото студио. За волја на вистината, Жан Станоевски заслужува голема благодарност. И од телевизија Вистел и од мојата маленкост, која ве дојде да го реализирам ова ексклузивно интервју. Од другата страна, преку големата бара, го имам еден од најексклузивните аналитичари во светот, тоа е Умберто Паскали, со кого се познам повеќе од 21 години, со кого навистина имавме можност да реализираме доста ексклузивни интервјуа за и околу Македонија, македонската вистина, македонската борба. Ќе зборам на англиски, ќе најдам на разбирање, а Жан е тука да го преведе нашето интервју. Good evening, Umberto. Добро вечер, Умберто. And welcome in our Добре show. дојде во нашата емисија. It's very big tragedy in Macedonia. Голема трагедија that се случи во Македонија. Знаеш, two victims of one имаше две жртви monstrum на монструозен чин на една група луѓе кои убија две лица and all и- the national and very big и bad weather. тоа предизвика гнев кај јавноста и е многу тешко за сите нас. Okay. Здраво.
Слобода. Sorry to hear this news, this national tragedy. Да, тоа е And трагедија во државата the и situation for the family could ситуацијата be во семејствата е сигурно тешка. Во Ова е тема жал што адрес чувствуваат. диалог Да, но ајде да се вратиме на диалогот и на тоа дали ние можеме да направиме нешто повеќе за тоа. Мојата прва поента, Уберто, што сакам да те прашам е, како што знаеш, пред неколку дена Македонија беше посетена, односно беше домаќин на организацијата на ОПСЕ на 57 делегации од Министерство на дворешни работи од целиот свет. Имаше средба и состанок и македонските власти со гордост кажуваат дека имаат прекрасно чувство дека се тие едноставно најдобрите во организацијата, но истовремено македонското прашање за малцинствата не го ставија на маса, оние што живеат во Бугарија, Албанија, во Грција, нашите малцинства и секаде во светот и за нивните права. Како што знаеш, ние сме блокирани од Бугарија заради диктатот што го наметнуваат. Од друга страна, како што јас разберам од вестите, Бугарија го спречи процесот на испраќање на оружје на Украина и го прекрши начинот на соработка со Европската Унија, со тоа што не дозволува пресадот оружјето да биде доставено до Украина. Како го оценувате вие овај околу овие поенти и состојби? Well, Македонија беше на првите страници на весниците и вестите заради состанокот на Организацијата за безбедност и соработка на Европа и поради посетата на Лавров, кој што беше по прв пат во главен град на една држава која што се смета за држава од западната сфера на влијание. И во време на посетата во рамките на состанокот на ОПСЕ, тој се обиде колку што може да укаже на тоа дека со семејството на Сорос и медиумите во англо-американскиот свет да укаже на тоа дека чинот што тој го врши и дека оваа посета е во правец на оправдување на состојбите и таков што Русија ги очекува и посетата на дипломатите во Европа и во светот. Голем дел од нив се оградија од неговите изјави и влегува во луда конфронтација во која што се наоѓа светот сега и конфликтот меѓу истокот и западот и конфликтот со Русија може дали може да дојде до евентуална понатамошна соработка. Јас ја следев конференцијата за печат на Лавров и неговиот говор. Балтичките земји, Литванија, Естонија и Летонија се обидува да го саботираат ова негово појавување со тоа што не се појавија на настанот, но импресиите на Лавров беа дека е тоа многу важно, дека сега е многу важно време каде што Русија има многу пријателски однос со Македонија. И јако Македонија во последно време е земја на НАТО и сето останато е свртена кон Западот, но чувствата на што ги покажа Лавров кон Македонија беа добри и ова беше еден вид историски настан. Најпрви Блинкен
the foreign Министерот за надворешни, United односно States. здравниот секретар Блинкен од Соединетите држави ги го избегна состанокот, многу кратко се задржа во Македонија, и потоа се упати кон Израел по посетата на Македонија. Because they want to isolate И Russia. сакаа да ја изолираат Русија. Значи тој но Блинкен и другите околу него тие се исплашени, тие се кукавици, тие се исплашени дека Лавров ќе им постави неколку тешки прашања за кои што тие тешко ќе имаат одговор и ќе покажат кукавичлук, еден вид и едноставно нема диалог, нема дискусија, нема отворена дискусија пред се за состојбите и случувањата, да може честно и вистински да се пристапи кон дискусија и кон диалог. Значи, такво нешто недостасува во односот помеѓу Западот и Русија. Едноставно, светот е луд. Во 2014 година започна конфликтот со во Украина, во Киев со пучот кој што беше организиран на Мајдан од страна на оркестриран од страна на Соединетите држави и Стейт департментот на Соединетите држави, каде што тие легитимно, каде што секретар Викторија Нуланд, која беше помошник државен секретар, укажуваше со грди зборови за тоа што таа мисли за влијанието на Русија. Тоа беше класичен пуч, кој што беше оркестриран од Западот за да се легитимниот председател отврли да се од власта. И потоа соработката со Русија најде на нови препреки и предизвици. И започна помошта на поддршка на оружје и обука на украинските воени сили од страна на Западот и на САД пред се, кој што на тој начин сака да ја засилат Украина и да ја ослабат Русија и за да можат Украина да пружи отпор на евентуална инвазија. Така да тие требаше да ја скршат Русија. Поентата тука беше да се ослаби и да се скрши Русија економски со санкциите и воено исто така со поддршка на Украина да се ослаби Русија и за да може Украина да пружи отпор и да населението Украина и беше оркестриран пуч, државен пуч, кој што беше секое мислење против мејнстримот на Западот и против Путин беше замолчувано и на конечното, последното обидот да заостави Русија преку политиката на Велика Британија, преку влијанието на Лондон врз Киев и така натаму, доведе до ситуација во која што се наоѓаме во еден ќорсокак и каде што има така да инициираат омраза против Русија, омраза против Путин, за да можат да ги оправдаат своите дејанија кои што ги вршат и ја помагаат Украина. Така да слична е состојбата и во Македонија. Македонија се обидуваше да со премиерот Клюсев уште во 90-тите години се обидуваше да работи на своето осамостојување и да продолжи по својот пат на независност. Тоа не беше дозволено и не беше добро примено од соседните држави, така што да се случи по тој 27 април. Да, нешто за тоа сака да ве прашам.
линијата не е баш добра. Со интернетот имаме мешање на тонови и гласови, но се надевам ќе можеме да го преведеме согласно она што Умберто, за да ги разбереме состојбите. Македонија е грижлива држава и се обидува да ги вклучи да се за тоа што Македонија го заслужува, таа е дел од ЕУ, но многу вообичаено и со треба дигнитет, треба почит, да се почитува македонскиот дигнитет и таа заслужува многу честни политичари, а не оние кои што ги имавме, кои ги имаме моментов, кои што Македонија ја водат во лош правец. Да не се разбереме погрешно, во медиумите може да најдете некои информации за тоа како ние ја следиме ситуацијата на Балканот, затоа што ако имате некакви ставови за глобалната политика, веднаш ќе кажа дека вие сте анти-ЕУ, значи тоа е погрешно. Но ние сме професионални и наш голем предизвик за мене е да те поканам и отворено да поразговараме. Мојата втора поента се однесува на април 27 април 70-та година, кога беше организирана провокација во Македонското собрание, која што значеше и крај на делумната независност на државата. По тоа провокацијата на странските медиуми кои што беа контролирани од Сорос и голем број на дипломати ја нападнаа Македонија и режимот на Заев започна. Провокацијата во собранието беше слична на она што се случи против Доналд Трамп, каде што мнозинството на американците на 6 јануари 2021 година го обвинија председателот дека тој самиот организирал отпор и побуна. Дали ова може некако да биде стопирано? Слободен, може би, влечете паралела помеѓу случувањата во Конгресот со Трамп и собранието со Македонија и пучот што беше извршен во Македонија на 27 април 70-та година, затоа што Трамп беше обвинет за тоа дека тој ги провоцираше своите следбеници да тргнат на Конгресот и дека тој сака да го нападне Конгресот, тоа е парламентот на САД, но што излезе од сето тоа беше дека на јануари 6 2021 година беше организиран со помош на FBI и со помош на провокатори кои што беа инфилтрирани во Конгресот со цел потоа да за да се организира кражба на изборите, значи и да се озакони практично малверзацијата на изборите што беше извршена при гласањето за председател. И тоа особено беше тоа од сите страни сега се случи. Голем дел од оние кои што работат со FBI укажуваат на тоа дека тоа беше исто така подпомогнато од страна на FBI за да се потегне оваа побуна. И председателот на службата полициска на Конгресот укажа исто така дека од председателот на една од долниот дом на Ненси Пелоси се одби да застане против настанот и дека таа помогна да се креира ваквата слика за тоа дека Трамп е тој кој што ги поттикнува своите приврзаници да го нападнат Конгресот и да започна кампања против Трамп исто така и тоа жестока и исто тоа се случи и на 27 април и
courageous people каде like што храбри луѓе Клусев, како Клюсев, Ivanov, како што и Иванов се обидува to fight да се борат на секаков начин да се заштити и да се одбрани независноста и суверенитетот на Македонија. Но very difficult because тоа беше многу тешко, big затоа што like голем дел family на they политичарите have big money, they have a capability, Тие ability of corrupting сакаат да ги покријат своите коруптивни сделки и сакаат да ги искорумпираат исто така и медиумите, I за да може да продолжат со својата тактика the war against NATO. да се спротистават на ставот на државата за членство на НАТО, against Russia. значи да се биде за НАТО и против Русија или обратно, така да And as consequence, како последица на тоа the geometry in Europe is сите going to change. They want состојбите се to променија. create a wall Тие сакаат да around изградат зид Russia, околу so that Русија, not за да Русија да не може да експандира, да се проширува и секако the line of и сите линии на комуникација во транспортот, односот исток-запад, Балканот да биде како еден вид штит за состојбите. But all this corridor, Значи целиот овој коридор каде што беше едноставно запрен by the time what we are talking од независни сили, тие among the economy of the east with the economy of the west. поврзувањето на економијата на истокот и западот едноставно не беше дозволена и From Russia. енергетската поддршка што Русија даваше на Европа, односно продаваше практично со нафтата и гасот, беше прекината на тој начин, сакајќи да ја ослабат Русија, Possible to beat Russia on the да battlefield. едноставно се примора Русија да влезе во конфликт и да тој зид од една страна биде Русија, Кина, Индија, од една страна тој зид South of the world, what и was јужниот дел од before, светот, она како што беше како што беа неврзаните земји своевремено. this coalition is bigger, richer than the west. Тоа не тие се побогати од западот, ако така гледаме, значи ако финансиски аспекти. И по бројни секако по и сакајќи да изолираат Русија, но сега Русија едноставно се We have information на that се ослони на своите сили и in еве успева и во конфликтот со Украина да го задржи економскиот раст и уручените сили на фронтот покажуваат успех kick to put away Zelensky. и сака американците пак беа тие кои што го оркестрираа тој пуч и кои што го поставија Зеленски за председател, значи го потпомогнаа да ги добие изборите And и потоа да се сврти против она што се случува на Балканот. Што да правиме ние на Балкан? Какви се состојбите сега за Македонија? reopen. If people begin to Ако луѓето почнат да ги гледаат ова прашање на различен начин, now, сега news that president вестите of кои што доаѓаат Bulgaria, дека председател на I know Булгарија, that председателот на Бугарија, го познавам лично, again, but the president of Radev, the president of Macedonia, Радев, decided that Bulgaria will not give any more weapons to Ukraine. го блокираше законот за поддршка на Украина и давање на оружје за Украина, не го потпиша указот. И тоа е уште еден доказ за тоа дека состојбата се свртува се повеќе против Украина Zelensky и против Зеленски, сакајќи да го оттурнат или да го примораат да започне преговори за решавање на конфликтот и за примирие and think in a different way. и да почне да размислува на поинаков начин во овој оваа констелација на состојбите со Population in the world, the BRICS, the значи земјите на БРИКС
патот на свилата и така натаму ги имаат најбројното население во светот. Тоа е веќе организација на која што ќе треба да и се пружи и почит, значи да се почитува. И во So тој аспект Macedonia should equilibrate. I Македонија understand мора да kind of биде балансира помеѓу едната и другата страна и you know, blackmail that you can imagine. и уцените треба да се отфрлаат против Македонија, Want to keep Macedonia кога down. се обидуваат да ја срушат, да ја понижат државата Македонија и така натаму да сепак таа Every country in the Balkans. се и пружи отпор против ваквите состојби. И во земите на Балканот повеќе или помалку се свртени една кон друга историски и културно и во историјата сме имале различни непријатни состојби и конфликти, така да мора да се подготвиме и за таквите случувања. Многу интензивно исто така мојот посебен гостин по Skype Едвард Джозеф од меѓународната кризна група имаше интервју пред известно време на мојата емисија и тука имавме дискусија со него каде што имаме разлики покажаме, но тој ситуацијата ја проценуваше односот помеѓу Западот и Европската Унија и Македонија, која што е некаде на средина. Исто така знаете дека Америка е на стратешки партнер. Ние сме срекни заради тоа, ние добиваме поддршка од Америка и го поддржуваме тоа. Ние очекуваме Америка да даде гаранции за Македонија дека Бугарија нема да може повеќе да игра нечисто, да игра валкано со Македонија, со државата Македонија и да ги отвори портите за преговори на Македонија со ЕУ. Но нешто друго што сакам да ве прашам, согласно состојбите во Украина, Can I say one thing on this point particularly? исто тоа и со People must realize луѓето треба да сватат дека Македонија, луѓето се паметни во политиката се повеќе и Америка the majority of America го is дели, not with the Biden. но мнозинството на Америка не е со Бајден, не е со сегашната гарнитура на Белата куќа, туку напротив, Donald Trump таа е со Трамп, fighted така да electoral fraud in електоратот е свртен повеќе кон републиканците и мнозинството на американците сега повеќе се насочени кон гласање за републиканците и the policy политиките на Бајден се разликуваат до многу од она што беше претходно people like и Nate very scared because Trump has an idea to Трамп има намера да целосно го промени НАТО, структурите на НАТО и and the president, the leadership. и лидерството да го преземе и луѓето на фон дер Лајен, тие не се вечни, тие нема да траат вечно. The power Тие немаат моќ да останат вечно, така да must мора се што може да се направи за да се подобри капацитетот на преговарање на Македонија, да се заекне, за да може државата да Македонија да оди напред, значи да може да го искористи ветерот кој што е од западот доаѓа и од Америка. Секако се сложувам со вас дека наредната година во април 24 ќе имаме избори за собранието и втората рунда на изборите на 8 мај ќе бидат председателските избори. Имаме нови политички ветришта. 24 година ќе имаме избори во Америка. Усигурен сум дека таму ќе има промени. Како што рековте, во Америка имаме повеќе од неколку стотини илјади македонци кои што се американски државјани и тие се гласачи на електорат на коледж. И охрабрен сум да кажам дека во 2016 кога ги следев председателските избори од Скопје, во тоа време, во 2006, 2012 и 2016 исто така, ги следев тие избори тогаш и луѓето
гласот на луѓето на народот во Америка беше многу јасен, тие гласовите ги дадоа за Доналд Трамп во мнозинство, затоа што тој вети нови политики на поддршка, на социјална поддршка за подобрување на ситуацијата со економијата таму, не само за македонците, туку и за сите други граѓани кои што се дел од САД. Како и да е, да се вртим малку на Украина, ако ми дозволите да. Mayor of the Kiev, Klitschko, also my friend is Мојот пријател Кличко, јас се молам за неговото здравје, малку се накашла толкувачот Жан дојде со температура да ја преведува нашата емисија. Како и да е, Кличко, двајцата браќа Кличков и се спротивставија на Зеленски и кажа дека ќе треба да плаќа казни, да исто така супругата на Зеленски, колку што јас сеќавам, таа нема шанси дека ќе се кандидира за избори повторно. Имам чувство како и да е дека Западот полека го врти грбот на Зеленски, тоа значи дека Русија ќе излезе како победник од оваа војна. Дали може тоа да се очекува? Да. Even here in Washington, И people во that Вашингтон има луѓе understand кои што разбираат anything дека that Ukraine is a lost cause. дека ова битка е загубена, дека возот е на слеп колосек, отворено треба да се каже. И Some sort of secret. и дека на but тоа треба да everybody knows. се работи Problem на is what to do. прашањето е што ќе се направи сега во оваа состојба Expert here in the US. овде во They think that овој дел од Russia Европа, is at this point дека at the all cost of the Black Sea. еве сега ги береме плодовите на Брекситот, например, на конфликтот што го имавме и што Европа и Русија меѓусебно го направија и Украина се разликува од она што беа конфликти во минатите години, како што беше Ирак или Афганистан и така натаму. Таму или пак конфликтот меѓу израелците и палестинците на Блискиот исток. Украина е еден вид братска нација, таа со Русија, тие се исто слична култура и историја блиска и така натаму. И сега треба да се обидеме да се заштитиме колку што е можно повеќе цивилното население, значи во двата конфликти. Да, ќе те прекинам затоа што многу добра поента укажа за израелците. Каков е твојот став за состојбата и конфликтот Израел-Палестина, важните, големите западни медиуми, New York Times и BBC укажуваат на тоа дека израелската влада една година пред нападот на Хамас знаела за сите детали на тој напад, што тие планирале и она што се случи на 7 октомври. Но следејќи го токму она што беше напишено во тие извештаи, дека израелците знаеле за тоа, но главниот ешелон на израелската армија и влада одбивале да ги истражат состојбите овие. Зошто тоа така? Неколку медиуми имавте интервју неодамна за тоа дека планот бил на Израел да стане центар за енергетска добава на енергенци до Европа. Дали тука има некаква врска помеѓу овие нешта? Една работа само за претходната точка. Значи, општо кажано, ета ситуацијата дека војниот комитет на НАТО, еден од главните генерали на НАТО Кугњат, укажа
gave an interview даде in which интервју he во кој said што that укажа дека because of the incompetence and ignorance некомпетентноста of и the незнаењето German, на германските Turn владени структури доведе до тоа да се заостри конфликтот во Украина и да Анна-Лена Бербок, министерската на дворични работи, исто така имаше одредени грешки кои што доведоа до уништување на ставот и позицијата на Германија, така да за тоа како да го разбереме конфликтот во Израел. Важно е да знаеме дека BBC исто така пишуваше за состојби во кои што израелската власт знаела дека ќе има некаква акција на милитантите на Хамас и тие секогаш го заташкувале тоа, не го објавувале, не го обелоденувале, а Хамас бил практично 3 години предходно, пред 7 октомври се подготвувал за ваков напад. Израелската власт едноставно не сакала да верува дека има таква можност и одбивале да го запрат подготовките на Хамас за таква една акција, значи воена акција, што доведе до толку многу жртви. Значи и овие погрешни изјави на Нетањаху, неговиот став особено, неговиот самобендисаност и слично доведе до тоа да едноставно Хамас се осоколи и да го нападне цивилите на Израел и да ги изврши тие злосторства. И сега стратегијата на израелската влада е да го уништи Хамас и вели тоа е нашата стратегија. Зошто? Затоа што сакаме да оневозможиме идни акции, идни вакви милитантни напади кои што можат да влијат да бидат како терористи ги извршуваат во нашата држава. И во последните неколку години се случува геноцид од страна на Израел врз палестинските населени. Клучна приказна израелците знаеа за тоа што Хамас го планира и го оставија да се случи, за да можат да го искористат сега тоа да го нападнат и го исчистат појасот Газа од милитантните групи на Хамас. Ова е причината зашто од каде сега ова енергетска поддршка што или Израел би се нашол на рутата на енергениците кои што би патувале од Русија кон Европа. Имаме уште 7-8 минути да две прашања, да, ако дозволиш. Руската економија расте со драматичен раст во последните 2 години, токму обратно на она што англоамериканците и НАТО експертите очекуваа. Сега сите сојузи што Русија ги прави со Кина, Индија и во последно време со Иран се стануваат се посилни и посилни со нови транспортни комуникацијски коридори кои што ја менуваат мапата на Азија и лицето на целиот евроазијски континент. Вие кажувавте дека не е Русија таа која што е изолирана, туку НАТО и Европската коалиција ќе бидат тие кои што ќе бидат изолирани до точката да НАТО рискира да затвори или да ги исклучи некои од своите важни членови, да ги отфрли, како што се Словачка, Турска и Унгарија, нешто може да што може да очекуваме ние на Балканот неколку минути затоа што веќе сме нешто за тоа да ни кажете. Ситуацијата во коалицијата, светската коалиција околу Русија и економска коалиција, тие се посилни од западниот свет и Дијане веќе ти се подготвуваат големи планови
за нови транспортни коридори и економски поврзувања преку енергенците, преку нафтата, гасот и ним ќе им треба повеќе луѓе, значи држави со поголем број население кои што може да се вклучат во цела оваа игра и да го направат овој круг околу Русија силен и тие веќе транспортни рути направија и осмислија кои што ќе го вклучат и Иран, Индија и така натаму. И тоа е сојузот кој што потоа преку Медитераното, преку Суетскиот канал ќе влијае врз состојбите на Блискиот Исток. Така што Русија, како што знаете, граничи со Кина, значи таму до Пацификот, така да има можности за продолжување и отварање на нови полиња на соработка. И во транспортот, во многу побрзо сега ќе се решаваат овие меѓусебни рути преку Суетскиот канал. Помалку ќе биде популарен затоа што Западна Азија, Источна Азија ќе може да комуницира и соработува малку поинаку, за да го заобиколи западниот свет и да успее да излезе. Умберто, задоволство е да разговарам со тебе и за моите гледачи. Да, преводот исто така. Гледачите имаат малку професионалец како вас да го чуат и за мене тоа корист. Јас го знам и го познам и Лоренс Иглбергер и генерал Красков кои што беа блиски со Кисинџер. Двајцата ги имам претходно сретнато и со Бжежински имам разговарано, но тој не ми даде интервју, но некои детали ми кажуваше за Македонија и кажуваше на тоа дека Македонија ќе биде независна, тоа беше пред многу години и му благодарам за ваквите изјави. Пред неколку дена имаше голема политичка фигура како Кисинџер кој што почина. Што мислиш ти за состојбите со Кисинџер, двајца топ дипломати на светската олигархија на дипломатијата, Бжежински и Кисинџер, почина, не се веќе на војното поле. Каде гледате Македонија на геополитичкото поле? Има 3 минути. Well, you know, my experience with Бжежински на пресконференција во Вашингтон сакаше физички да ме нападне. И тоа беше искуство со него. Шаковската табла се менува. Сите стратешки појдовни точки, основно на Бжежински и неговите ставови околу Русија и Истокот и така натаму, се менуваат. Русија се свртува се повеќе во соработката со Далекиот Исток и Бжежински беше тој кој што не сакаше и не можеше да ги прифати овие ставови, состојби и работеше за американците и за Западот. И оно што се случи со Рокфелер и со така и со обидот што тој го направи, значи стратегијата на студената војна да повторно се прошири, се јави повторно, се реинкарнира во конфликт кој што е помеѓу Западот и Русија и сакајќи Русија да ја ослаби и да ја да мирен начин да ја ослаби, но потоа и преку ваква поддршка на Украина. Значи, состојбите повторно со Русија се важни, со Путин и со Русија и очекуваме дека Македонија ќе ја заземе вистинската страна. Умберто, благодарам Умберто за присуството во нашата емисија. Се надевам дека ќе се видиме повторно и задоволство ми е затоа што нема шанса да ги вклучам сега гледачите, но ќе се обидеме наредниот пат Гласот на народот да постави и прашање, значи.
Благодарам. And Слободан saluti и поздрави до Македонија и до сите вас таму. Thank you again. Благодарам уште еднаш. Еве тоа беше директно од Вашингтон Умберто Паскали, еден од најексклузивните аналитичари во светот кој даде оценка за глобалната политика и кај се наоѓа Македонија во сета ова голема карта на глобалната политика. Спомнав ми за шаковската табла, чии креатори ви беа Кисинџер и Бжижински, што не мислим да освен со Кисинџер, со другите сите имав контакт, но како и да е. Му благодарам многу на Жан, што еве по ваква здравствена состава дојде несебично да даде ексклузивитет, уште поглед на телевизијата и на емисијата. Гласа на народот, бите живи и здрави. Утре се гледаме во истото време со интересни содржини. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.